Повеќе пари за граѓаните, но и за стопанството. Собранието го изгласа најтешкиот буџет од 3,7 милијарди евра за 2019-та. Рекордниот буџет носи и позитивни ставки во повеќе области. Фокусот ќе биде насочен кон повисоки стапки на економски раст, подобар животен стандард, владење на правото по високо ниво на социјална правда. Но колку сето ова е реално остварливо? Економистите оптимисти, но половично, се согласуваат дека ова е историски најтешкиот буџет досега. Велат дека постојат ризици и од страна на приходите, но и од расходите. Што се однесува до капиталните инвестиции кои периодов потврлија, познавачите на состојбите очекуваат минимално поместување. Постојат ризици да се реализират предвидените приходи, а кај расходите не мислам дека драматично ќе се зголеми капацитетот на администрацијата, односно на СДСМ, за реализација на проекти, за проектен менеджмент. Она што го видовме, катастрофалната реализација на капиталните инвестиции оваа година, може би ќе има мало поместување, но не очекувам идната година кој знае каква реализација на капиталните расходи. Инаку, она што е предвидено за социјални издатоци, плати на администрацијата и така натаму, тоа по дефиниција се реализира. Во буџетот има пари за се, најмногу за плати, пензии и социјални трансфери. Предвидени се близу 2,2 милијарди евра или 2/3 од буџетот. Значаен дел се одвојува и за капиталните инвестиции или 423 милиони евра. Се планираат повеќе капитални проекти, а фокусот ќе биде кон железничката, енергетската и комуналната инфраструктура. Ваквите најави влеваат оптимизам дека 2019 ќе биде економски подобра година и за стопанството, кое бавно закрепнува по кризната 2017. Бизнисмените се надеваат дека конечно ќе бидат сведоци на прогнози и проекции кои во целост ќе се реализираат. Реагираат на зголемувањето на платите во јавната администрација во услови кога нема позначајни кастрења ниту пак мерки за зголемување на незината ефикасност. Државата се наоѓа во суштина во многу неполна ситуација во сите сектори, било каков креирање на одредена структурна промена и одредена тенденција која што е тенденција на намалување, не зголемување, е позитивно и треба да се гледа со оптимизам. Да бевме во некој од филмовите на Стивен Спилберг ќе беше многу полесно, а тоа е со магичен некој стап на одредени филмови, ќе се решеше една голема категорија на проблеми, како што се проблемите во пензијскиот фонд, како што е проблемите со вработените во администрацијата, со големиот број на вработени во администрација и нивната неефикасност, како што е проблемот со социјалната категорија на луѓе. И веројатно кога тоа ќе го издвоевме, ќе ни остане доволно пари за да планираме како што планираат нормалните земји. Сепак буџетот според најавите треба да обезбеди повеќе пари и подобар живот за граѓаните. 36 милиони евра се планираат за социјална реформа. Ќе има пари за детски и образовен додаток за семејства со минимална плата, а ќе се зголеми и социјалната помош. Здравствените работници ќе добијат за 10% зголемување на платите, а во септември уште 5% заедно со останатите во јавниот сектор. Инаку вчера собранието со 61 глас за и 15 против го изгласа историски најголемиот буџет, со проектирани расходи од 3,7 милијарди евра и вкупни приходи од 3,4 милијарди евра.